Разочарани од широко распространетата корупција и сиромаштијата, гласачите и нанесоа сериозен удар на владата во заминување предводена од поранешните борци за независност од војната на Косово во 90-тите години од минатиот век. Ние не победивме, ја прифаќаме пресудата на народот и Демократската партија на Косово оди во опозиција, призна Кадри Весели, чија партија е врзана со председателот Хашим Тачи и е на власт од 2007 година. Partia Demokratike e Kosovës do të kaloj opozit. Por, ne do të vazhdojmë të shërbejmë kombit dhe shtetit. Со тоа што никој нема апсолутно мнозинство, опозиционите партии ќе треба да се обединат за да и го запечатат местото на Демократската партија во опозиција. Тие малку се преклопуваат идеолошки, но веќе сигнализира интерес за здружување на силите. Ке им понудам рака на соработка како премиер на Косово за да ја крунисам промената, рече лидерот на самоопределување Албин Курти. Ne konsiderojmë që ndryshimi i vërtet demokratik është kur opozita bëhet qeveri. Opozita ka fituar bindshëm dhe kësaj fitore dhe këtij ndryshimi opozitor i prin lëvizja vetëvendosje dhe unë si kryeministër i ri i Republikës Kosovës. Во меѓувреме, кандидатот за премиер на Демократската лига, Вјоса Османи, рече дека верува оти партиите ќе седнат и ќе зборуваат за коалиција. Курти, кој најверојатно ќе има задача да ја формира владата, ја стекна славата како студентски активист, протестирајќи против српската репресија во 90-тите години. Овој 44 годишник стана строг критичар на политичката елита на Косово и неговото место како премиер ќе представува нова ера за младата демократија. E kemi prit fitoren e lëvizjes vetëvendosje prej mate edhe besojmë që është ndryshimi i vetëm në Republikën e Kosovës. Валон Јонузи, вработен во јавната администрација, кој ја прославуваше победата на самоопределување, за лидерот на ова движење Арбин Курти вели. He is the only one who can lead this dialogue and provide concrete results with Serbia. We want a politician who knows who was the victim and who was the aggressor, and Albin Kurti is this person. Покрај решавање на низа социјални и економски проблеми дома, новите лидери сега ќе бидат под голем притисок од Западот за решавање на замрзнатиот конфликт меѓу Косово и Србија. Нивниот диалог, предводен од Европската Унија, е во застој повеќе од една година поради честите дипломатски провокации.